Здраво, драги пријатели, добродојдовте во денешната епизода. Моето име и понатаму е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговорам на едно прашање кое што ни го постави наш драг пријател Кристијан од Прилеп. И прашањето практично верувам дека ќе ви даде огромна вредност на многу од вас, бидејќи се работи за млечни производи. Неговото прашање беше поврзано конкретно со одреден тип на млечен производ, односно не е и така млечен, али како и да го погледнеме, па ќе се вратам со одговори, со поента. Кристијан, одлично прашање и мислам дека ќе помогне на многу луѓе кои што ги следат овие епизоди и ова шоу. Да бидам искрен, прва работа, не само млечен производ или одреден тип на млеко и така натаму треба да го опфатиме како производ кој што можеби не треба да се јаде ако сакаме да ослабеме. Прва работа која што сакам тука да ја поентирам дека не постои на планетава производ кој што дебеле и не постои производ кој што слабе. Било каков продукт, ако го јадете и не го користите на правилен начин или можеби го претерувате во користење, може да доведе и позитивни и негативни ефекти. На што всушност мислам? Ако ти конкретно користиш млеко од соја за можеби подготовка на твојот појадок, користиш млеко од соја за да можеби додаваш во кафе или користиш млеко од соја за да, не знам, подготвуваш било каков тип на храна, како и да е, тоа самото по себе не дебелее. Дебелее што можеби ќе се направи со остатокот од млекото од соја, односно што ќе се додаде на тоа млеко и каков можеби рецепт и тип на храна ти подготвуваш што ќе придонесе за да внесеш многу повеќе калории. Ако го гледаме само млекото од соја, нема многу калории. Во принцип има можеби некаде од прилика 100 калории не знам, на 100 грама. И не сум точно сигурен, слободно провери на Google, али самите калории по себе не прават никаква разлика во нашето тело. Многу е поважен изворот и составот на тие калории, затоа што ако земеме 100 калории од соја, од млеко и земеме 100 калории од чоколада или чипс, има огромна разлика. И тука е таа поента која што константно јас ја зборувам тука, а тоа значи дека многу е поважно што тие 100 калории носат со себе, колку има витамини, минерали, колку има растителни влакна, колку има добри масти, колку има добри јаглехидрати и така натаму, затоа што на крајот на денот тоа дава гориво на нашето тело. Ако се тоа празни 100 калории, после кои ќе имаме уште поголем глад и ќе ни падне концентрација и ќе ни падне шекер, онда тука представува проблем. За млечните производи, односно за сите производи од млеко земено, има некои кои што можеби носат повеќе калории, носат многу масти и така натаму, но оние кои што јас би ги издвоил како добри млечни производи кои што слободно може да ги користите и да ги додавате во исхраната и треба да ги имате, се можеби соја од млеко и сите можеби млека добиени од бадеми и така натаму, јаткасти и што уште не сега што е актуелно и почнуваат да излегуваат како производи. Од друга страна урда, јогурт, фета сирење, козјо сирење, козји јогурт, значи тоа се производи кои што од млечната индустрија јас би ги карактеризирал како поквалитетни, за разлика од тоа можеби намази, можеби кашкавали мрсни, сирења мрсни, тетрапак млеко, што уште павлака и така натаму, тоа се производи кои што јас не би ги одбрал како дел од мојата исхрана, затоа што да, вкусни се, но во секој случај по мене немаат добри калории и немаат добар состав на тие калории. Тука би завршил за оваа тема и мислам дека ги запазив клучните поенти и мислам дека ти дадов вредност и ме разбра за што всушност мислам. На крај на денот дадов можеби конкретни одговори за тоа кои млечни производи јас би ги ставил во исхраната и би ви ги препорачал. И доколку имате дополнителни прашања, доколку Кристијан можам да ти одговорам Ask Јосиф или Inbox Јосиф и ќе ти одговорам на се што знам. Тука ве оставам во здрави животни навики, ви посакувам убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао!